Продолжуваме со неделниот микс, почитувани гледачи, и денеска ќе зборуваме за математика и информатика, но некако ќе ги поврзам и со книжевноста. На кој начин ќе видите во продолжение. Искрено мене математиката не ме баш многу блиска тема, меѓутоа има луѓе кои што и тоа како се посветени на оваа наука и освојуваат и многу награди, признанија и на државни, но и на светски надпревари. Токму таква е и мојата гостинка денес, навистина врна математичарка и информатичарка, но таа ја поврзува и книжевноста, како што спомнав и претходно, а заедно со неа е професорката по македонски јазик, но исто така и организатор и вклучена во голем број активности на гимназијата, за која што сега во продолжение ќе зборуваме, а станува збор за Државната математичко-информатичка гимназија која што се наоѓа во Скопје. И еве сега коречно да ве представам, добре ни дојдовте за професорката Дијана Петрова и за ученичката Михаела Блажевска. Ви благодарам на поканата, добро ве најдовме, ќе ни биде драго да позборуваме за нашата гимназија и да позборуваме за училиштето и да представиме дека всушност нашава гимназија е една од моментално највисоко рангираните гимназии во државата. Михаела, добар ден и за тебе. Добар ден. Како си, пријатно се чувствуваш? Да, супер ми е, фала. Баш ми е драго. Еве, професорке, од вас ќе започнеме. Можеби многумина не ни знаат дека всушност таква гимназија постои веќе 6-7 години. Так. Нашава гимназија оваа година слави 6 години постоење. Веќе завршија 2 години на матуранти, односно оваа година имаме третата генерација на матуранти, релативно млада гимназија и за тоа ми е уште поголема радост да кажам дека за толку малку временски период постоење, нашава гимназија има постигнато неверојатни успеси, односно нашиви ученици донесоа прв пат математички, информатички злата на светско ниво за Македонија на полето на програмирањето, исто така се успешни на полето на математиката, исто така се успешни природните науки, физиката и така натаму. Како што кажавте, да, многу малку се знае за нашата гимназија, токму тоа е и причината поради која што сакаме со Михаела да позборуваме за нашата гимназија, со цел да допре до повеќе средношколци, односно до идни средношколци, до нивните родители, односно до сите тие ученици кои што негуваат љубов кон математиката и кои што сакаат да научат програмирање и информатика. И сметам дека тоа е многу важно, посебно ако се земе предвид дека програмирањето, ајде условно кажано, е денеска на мода во изучување, така што сите ученици кои што имаат интерес од тие области, може слободно да го разгледаат нашиот вебсайт на училиштето на математичко-информатичка гимназија и да дознаат повеќе информации. Од кога датира љубовта кон математиката? Затоа што навистина освојуваш многу награди, Михаела, кога станува збор оваа наука и информатиката исто така. Па јас со љубовта кон математиката се роди уште во основно образование, да речеме од второ-трето одделение, а подоцна од пето одделение, кога почнав да се занимавам со надпреварите. Најпрво започнав со математика и тука можам да кажам дека од тука натаму размислував за иднина во таа насока, така што може да се каже од најрани години. Така е. Но не треба само талент за математика, туку и труд. Еве, јас од секогаш си не ми оди математика, не ми оди, но дали секогаш тоа така, можеби ако повеќе труд сум вложила во таа наука, можеби ќе ми се допаднала. Но не ми бил фокусот секако на тоа. Но колку всушност енергија вложуваш во самото изучување на математиката, на информатиката? Па би рекла дека учењето на било кој предмет, дали се работи за математика, информатика или природни науки, не е една трка, туку може да се гледа како маратон. Ние секојдневно треба да се насочуваме кон тоа, одреден дел од денот да го насочиме кон изучување на тоа што го сакаме и се разбира да го развиваме нашето критичко размислување, кое е потребно за било која научна дисциплина. Така е. Професорка, вие сте вклучена во многу активности и некако ја поттикнувате креативноста кај учениците преку тие активности. Па кажете ни за какви програми станува збор? Така, мене ми е многу интересно секој пат кога ќе спомнеме математичари или информатичари, некако имаме замислена ограниченост дека тие се разбираат математика и нема потреба да изучуваат литература, иако своевремено, посебно во некое минато време, всушност граматиката
книжевноста беа и многу блиски со математиката и со сите тие мои ангажмани околу учениците, односно можам да се пофалам дека моите ученици оваа година беа волонтери од Bookstart фестивалот, сме организирале многу книжевни работилници, имаме многу продукти од тие книжевни работилници, присутни сме речиси на сите културни настани, често посетуваме музеи, знаеме да дискутираме со часови за тоа, односно целта и предизвик ми беше мене дека всушност математичарите не се насочени само кон математиката, посебно мои учениците во МИК или учениците кои што се запишуваат овде се сестрани луѓе, во смисла имаат интереси за култура, имаат интерес за уметност, имаат интерес за секаков вид на знаење, така што е навистина предизвик да се работи со нив. И токму за тоа сакав да се предизвикам и себе си, дали навистина, односно да си докажам и себе си, дали навистина математичарите се само математичари и логичари, туку и дали може да покажете некоја креативност, посебно во пишувањето, така што пред некој ден имавме многу интересна вежба со една книжевна игра, во која што учениците покажаа гениална креативност, која што искрено дури јас не очекував дека може да ја извадат толку. Имаме прекрасни дискусии за книги, моите ученици читаат книги, иако знам дека тоа е реткост денеска. Со други зборови, учениците кои што се образуваат во МИК добиваат сестрано образование и затоа често пати јас знам да кажам дека можеби не просторно, меѓутоа нашата гимназија е елитна кога станува збор за знаење. Бидејќи освен по македонски што учествуваме на куп активности, работилници и така натаму, многу е важно да се напомене дека стручните предмети кои што се поврзани со математиката и со програмирањето, се надам подоцна ќе позборуваме и за нив, всушност ги предаваат професори од факултетите во Македонија, односно универзитетски професори кои што се ангажирани токму за потребите на гимназијата, се со цел овие ученици да го стекнат вистинското образование, бидејќи станува збор за навистина посебна гимназија. Критериумите за во нашата гимназија се поразлични за разлика од другите, односно еден од најосновните критериуми за сите едни ученици кои што би сакале да бидат дел од нашата гимназија, најважно е прво да имаат одличен успех и исто така да имаат петка по предметите математика и физика. Ако го исполнуваат тој услов, се пријавуваат за приемен испит. Тие приемни испити се полагаат во јуни, некаде околу од 9 до 11 јуни се полагаат и двата приемни испити. Полагаат приемен испит по математика и полагаат приемен испит по физика. Доколку ги освојат потребните поени по тие два испити, потоа ги исполнуваат условите да влезат во нашата гимназија. Што значи не може дека секој, значи. Апсолутно дека не може секој. Имаме повисоки критериуми за тоа што програмите по кои што работи математичко-информатичката гимназија се специјално изготвени програми токму за таа гимназија, што значи дека малку се на повисоко ниво и по математичките предмети, меѓутоа и физика, па и хемија дури, така што не секој може да одговори на тие предизвици, може да одговорат учениците кои што, како што каже мојата ученичка, навистина сакаат да учат и навистина имаат интерес кон тие предмети, а за возврат навистина добиваат знаење и навистина добиваат место и простор каде што може да го покажат своето знаење. На кои се надпревари, има голем е списокот, но има некои од позначајните да спомнеме, Михаела, имаш добивано и награди, и признанија. Ете, можеш ли да ни кажеш? Па, јас секоја година учествувам на математика, од минатата година и на програмирање надпревар, но исто така и на биологија, хемија и физика. Тие ми се како главните, да речеме, интереси. Сум учествувала и на јазични предмети по јазиците. И колку си задоволна од, мислам, сигурно си задоволна од резултатите, меѓутоа, што за тебе ти представуваат? Дали поттик, врска, да бидеш уште подобра? Па, надпреварите се еден вид на тест со кој можам да проверам докаде сум стигнала со знаењето, но се разбира дека се и награда за мојот труд кој сум го вложила. Но можам да кажам и дека на нив гледам како еден вид на хоби, така што секојдневно имам нешто со што можам да се занимавам, а при тој си го зголемувам знаењето од тие области, а секој вид на знаење е потребен во светот во кој денес живееме. Така.
Оно што исто важно е што на децата им се овозможуваат и стипендии. За какви стипендии станува збор? Така, значи учениците кои што веќе ќе ги исполнат условите, односно кои што ќе ги поминат приемните испити, бидејќи оваа гимназија не е само за учениците во Скопје, кои се наоѓа во Скопје, туку е за сите ученици од цела Македонија. Со други зборови, математичко-информатичка гимназија е гимназија за сите талентирани деца по математика и физика од цела Македонија. За учениците од другите градови е обезбедено сместување во интернатот Здравко Цветковски, кој што е во близина на гимназијата, некои околу 10 минути можеби е. И исто така една од предностите на нашата гимназија, бидејќи сметам дека и тоа е исто така многу важно, дека сите ученици кои што имаат одличен успех, а до сега, ако добро се сеќавам, не сме имали ученик кој што немал одличен успех, добиваат стипендија од државата, што значи обезбедено е сместувањето за учениците кои што се од другите градови, добиваат месечна стипендија и пак, како што реков, ги добиваат најдобрите професори да се стекнат со големо знаење. Мене ми беше интересно што спомна и Михаела за незиното хоби за одење над превари. Секој пат кога ги запознавам учениците во прва година, сакам да ги дознам нивните хобија, нивните желби, читање книги и така натаму. И многу често ми се случува, посебно генерацијата на која што сега сум класна, која што е втора година веќе, голем дел, мислам, дури јас бев изненадена кога ќе дојдов до одговорот, хоби ми е решавање на задачи, хоби ми е одење над превари, хоби ми е надпреварување по шах, хоби ми е местење на Рубикова коцка. Така што сметам дека е многу важна гимназијата, иако, како што рековте, многу малку се знае, а и тие што знаат ја сметаат дека е приватна и дека нели можеби е тешко достижна, а всушност е многу лесно достижна за сите тие љубители на тие предмети. Така што уште еднаш да повторам дека сместување за учениците од другите градови и стипендија за секој ученик со одличен успех, плюс професорите од гимназијата постојано ги пријавуваат учениците на надпревари, на државни надпревари, меѓународни. Имавме речиси и сите години во тимот кој што не представува на Олимпијада и по математика и по информатика учествуваат по еден или двајца ученици од математичка гимназија, што е сепак многу важен и многу голем успех. Меѓутоа е и резултат на заложбата на сите професори и на сите ученици пред се. Многу убаво звучи сега како велите, деца сакаат да учат, се фокусираат на тоа. Во ова време на дигитални медиуми, на сето тоа каде што си има впечаток дека децата и помалку читаат, и повеќе го губат фокусот, да се сконцентрираат сепак. Еве и вие сте показател дека не е така, туку дека имаме многу квалитетни деца со знаење, со желба да научат, така што навистина преубаво, многу значајно всушност. Сега еве уште едно прашање за вас, професорке. Вие сте професорка по македонски. Ние тука зборуваме за математика, а од друга страна еве можеме да поврзаме и книжевноста. Па на кој начин некако се поврзува математиката со книжевноста конкретно кај овие ученици? Како се поврзува математиката со книжевноста, јасно тоа не можам да одговорам. Меѓутоа, јас како професорка по македонски јазик бев воодушевена тоа што еве како што рековте, денеска постојано во медиуми и секаде сретнуваме учениците не сакаат да учат, но учениците им се важни оценките, учениците не сакаат да читаат, а јас всушност се судрив со ученици кои што го сакаат токму спротивното. Така што некако ми беше желба да ја испромовирам и гимназијата, меѓутоа и учениците, односно да им дадам шанса да го покажат своето знаење, дека не се само математичари, да им го покажам своето знаење, меѓутоа сакам да ги направам исто така и добри говорници, добро да се изразуваат, добро да пишуваат, така што јас морам да признам дека од дискусиите за книги со учениците, не само што можеби еве да не си ласкам, научиле тие нешто од мене, туку јас им научено многу од нив. И тоа е многу интересно, бидејќи всушност тие се рефлексија на знаењето кое што го пренесува професорот, како го доживува ученикот тоа знаење, за професорот да добие фидбек каде треба да смени нешто што треба да направи. Меѓутоа и преку тие дискусии или преку интерпретација на дела, преку дискусии за книги, всушност може многу да се дофати начинот на размислување на младите. Сметам дека тоа е многу важно, бидејќи сметам сепак за да бидеш успешен професор, односно да бидеш професор кој што ќе биде близок со учениците, мораш да го знаеш
знаеш нивниот свет, можеш да ја знаеш музиката што ја слушаат тие, можеш да ги знаеш сериите кои што ги гледаат тие, книгите кои што сакаат да ги читаат и така натаму, и затоа секој пат целам кон тоа и обработката на книгите, односно и сите дискусии, во сите дискусии да видат практична примена на тоа што ќе го научат, бидејќи пак повторам дека тоа се деца кои што навистина сакаат да научат и секој пат кога ќе кажете нешто, го добивате прашањето, а зошто ќе ми биде потребно тоа? Така што за тоа е прекрасен предизвик да се работи со таков вид на ученици кои што не само што слушаат, туку и бараат знаење. Така, така, значи се поврзуваат книжевноста и математиката, конкретно во вашиот случај, каде што учениците кои што се љубители на математиката сепак даваат фокус и на литературата и книжевноста. Михаела, каде, еве сега да не звучи како интервју за работа, меѓутоа, каде во иднина се гледаш ти? Што она што тебе ти го окупира вниманието? Па, се уште не знам во која насока поточно би се насочила, веројатно нешто поврзано со техничките науки. Се надевам дека ќе можам да работам на реални проблеми кои ги засегаат луѓето денеса и во иднината и дека ќе можам да помогнам на многу луѓе со знаењето кое го имам. Секако, ти си сега втора година? Втора година се така. Па, одлично. Подготвувате ли можеби некој нови надпревари или нешто? На преварите, затоа може би и Михаела повеќе може да зборува над преварите, всушност, нели ако добро се сеќам, се второ полугодие, што значи овие награди кои што ги има таа освоено се само од претходната година од гимназијата. Второ полугодие некаде од март, така почнуваат останативе надпревари, така што еве следно гостување се надевам дека ќе ви дојдеме со уште еден куп нови награди и нови успеси. Па тоа би било навистина одлично. Ви благодарам за гостувањето. Се надам дека се спомнавме во однос на успесите кои што и Михаела и твоите колеги, имаме многу колеги таму и ве може да ги спомнеме. Дел од јавноста и ги знае, кој веќе има добивано и многу награди. Леонид Цуклев, така, да. Дамјан Давков постојано се тие што учествувале, Никола Стојковски исто така, други од учениците. Ивана Божиновски, Андрија Младеновик, така што голем дел од учениците учествуваат на надпреварите. Може би е интересно и уште така за тие што ги заинтересиравме со муаветот за гимназијата, кој што верувам дека ако веќе сме побудили интерес кај нив ќе го отворат и вебсајтот на училиштето каде што ќе видат повеќе информации. Меѓутоа важно е да се знае дека всушност во прва година изучуваат 3 математики, учат програмирање и информатика, додека предмет географија, филозофија, логика тие не се изучуваат во нашата гимназија. Историја имаат 2 предмети кои што историја се заменува во втора година со граѓанско и хемија и физика. Така што најголем простор им е одстапен токму на тие предмети. Веќе во трета година тој број на стручни предмети уште повеќе се зголемува, што значи се истиснуваат граѓанско, историја, хемија не изучуваат веќе, биологија не изучуваат веќе, туку целата програма е со тие стручни предмети како што е напредно програмирање, објектно ориентирано програмирање, програмски парадигми, математичка анализа исто така што една огромна плејада на предмети кои што не само теориско знаење, туку и практично знаење ќе им дадат на учениците, на сите тие кои што сакаат во иднина да се занимаваат со таа наука како програмирање, информатика и математика или кои што пак исто така имаат намера да се запишаат на некои од тие факултети. И ќе имаат веќе одлично знаење, ќе бидат подготвени, так. Многу ви благодарам уште еднаш. Благодарам и на поканата. Ете, почитувани гледачи, професорката Дијана Петрова и ученичката Михаела Блажевска беа дел од неделниот микс. Позборуваме за тоа колку е важно да се учи, да се надградуваме себе си и секако кажавме дека во гимназијата математичко-информатичка, ако ве интересира математика, можете вашето дете или некој ваш близок секако да се запише таму. Бидете заедно со нас, го продолжуваме неделниот микс за кратко.